Некои ги носат, а некои во джеп. За време на здравствената криза постарите лица брзо се приспособуваат на големите промени во нормите на однесување. Велат дека ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19 и дека редовно ги носат заштитните маски, без разлика дали се во природа, во кола или пак во продавница. Што мислите за колку се почитуваат мерките низ локалите, кафичи и ресторанти? Слабо се почитуваат. Слушаме дека по телевизијата гледаме, не гледаме на друго место. Значи, младите повеќе се по кафишта, или сега да ви кажам за оваа работа што беше, луѓето додека да дојдат на стол се обеќат. А земенали гласен седнали на стол, обеќајните го нема. Само на гласова, само зборово остануваат, а гласањето се потопува во вода. Бркана работа. Некој носот, некој. Ај повеќе види, па оние само не се ставиле. А иначе маските не за да носам на раката или на ракото, тога маската. Јас сега заминавам таму и минеме, си седат на клупите таму на столовето, еден до друг, маска, некој тука на врато, некој на шија. Не, младите, поготово младите не почитуваат. Вие редовно носите заштитна маска? Јас со маска и со колка сам и на мотора, и мотора ми доле, без маска не сум. Во слабо јас кулчу гледам, слабо носит. Дали вие ги почитувате, носите ли маска? Јас имам туку джелме, носим. По потребу ставам. Постарите лица со апел до помладите. Велат дека сме во пандемија и треба да ги почитуваат мерките за заштита дури и во кафулињата и угостителските објекти. Јас што мислам, младите не може да умислат тоа. Меѓутоа, секој човек кој се роди своја памет. Треба своја размислување, дали ќе штета за него да биде корист или за друг корист. Али треба права штета за себе се прво се и за вториот. Спрема тоа, за тоа нема што да дискутира и треба да свати секој човек, секој народ, секој свет, што значи нешто опасност, поставување на некоја опасност. А тоа е дали било болест, дали било борба, дали било нешто несогласие кој ќе уштета и на двете страни, тоа значи не треба во светот, поготово. Чувајќи се себе, го чуваш и другиот. Грешките твоите се катастрофални, а ги направиш. Не ги прави. Држи се према законите на донесени закони за заштита од кои треба да се спасиме, треба таа корона некако да помине. Вчера во Македонија имаше вкупно нови 163 случаи позитивни на COVID-19, од кои 2 нови случаи во Струмица, а починати немаше.